Дали Шар-планина, која е предвидено да се прогласи за национален парк, ќе има за кого да се заштитува? И дали на тој начин ќе се спречи иселувањето од овие краишта? Ова се двете клучни дилеми за 7 општини од Полошкиот регион, кои будно го следат целиот процес. Колку луѓе има во подшарпланинските села, никој точно не знае, бидејќи земјава речиси 20 години е без попис, но трендовите се јасни. Се бележат ниски стапки на наталитет, ниски стапки на морталитет или со други зборови населението старее, а и многумина патот по подобар живот ги води надвор од државата. Во Полошкиот регион има 2 града и 154 села. Главна карактеристика за целиот регион се приходите од странство, пари кои селениците им ги испраќаат дома на семејствата. Емигрантите вообичаено се враќаат во летниот период, но со текот на времето и ова се менува. Јахја Исаки, 62 годишен жител на Теарце, со кого поразговаравме во локалната чејджилница, вели дека младите заминуваат во потрага по подобар живот. Меѓу нив бил и неговиот син Еркан. Синот мој у Швајцарија. Секоја куќа скоро има по еден, по два. Има куќа по тројца надвор што са. Куќите се празни. Дома ќе дојде еднаш два пати, ако свара фамилија тамо, благо работа тамо, ќе иде, дома се знае, ќе има само летово, ќе иде 20 дана, може и тоа да не иде. Ќе иде една година, 2-5, ќе иде други места на одмор. Етнографската карта покажува дека населението во поголемите села е со претежно албанско етничко потекло, додека во помалите села живеат македонци. Во овие делови има и турци. Кога ние сме учеле, значи, тогаш секоја клас имало, било албанци, македонци, турци, имало по 45 и 50 ученика. А сега, ево е наставник Абдула наставник, сега нема и по 10-15. Зборовите на Јахја ги потврдуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Во сите овие општини, освен во Тетово, стапката на наталитет е помала од државниот просек. Па така, ако во Македонија таа изнесува 10,48%, сите општини под Шара се под границата од 10%, а само во Тетово изнесува 12%. Стапката на наталитет во Маврово Ростуше е само 6,76%. Дополнителен проблем е иселувањето во странство. Нашите граѓани што живеат и работат надвор, ги има многу во Германија, ги има во Швајцарија, ги има многу во Италија и во Хрватска ги има многу. Некои веќе се добија и државјанство таму, па сега е моментот, не знаеме дали овие новите генерации дали ќе се вратат тука или нема да се вратат тука. Општина Теарце се наоѓа од другата страна на Тетово, но исто како и во Боговиње. И тука може да се забележат празни куќи и речиси пусти улици. Над 90% од младите одат во западните земји и тоа е загрижувачко бидејќи одат како комплетни семејства и воопшто не планираат да се вратат во државата. Студијата за валоризација на Шар-планина е од март годинава и во неја е наведено дека имиграцијата на квалификувани и образовани лица представува реален проблем и е оваа тенденција во пораст која не покажува знаци на стагнација. Најголем дел од регистрираната миграција се должи на семејни причини, но во позадина всушност се социоекономските фактори. Социолозите кои ги контактиравме велат дека иселувањето не може да се сопре, но дека со прогласувањето на Шара за заштитено подрачје може да им се помогне на оние кои се решени да останат да имаат подобар живот, со што ќе се забави процесот на миграција. Сепак, нагласуваат дека е ова возможно само доколку запре злоупотребата на јавните ресурси и замижувањето пред корупцијата. Тие предупредуваат дека доколку се продолжи со овие негативни појави, прогласувањето на Шара за национален парк само по себе нема да донесе бенефит за жителите на овие општини. И покрај тоа што се очекува со прогласување на заштитените подрачја на Шар-планина да се уредат односите меѓу сите присутни лица и организации на теренот, демне опасноста населението повторно да се соочи со практики од секојдневниот општествен живот, како корупција, злоупотреба на јавните ресурси и слично. Ако се сузбие истото, се донесат и имплементираат добри развојни бизнис планови за раководење со природните ресурси со правилно и исплатливо концесионирање, тогаш реална е можноста дел од населението да не партиципира во миграцијата, туку да ја гледа својата екзистенција во родното место.
Не треба само да се прогласува, туку треба и паралелно да се работи со населението, да им се укаже или да им се направи до знаење на младите или тие што живеат во тој период дека значи шара не е само природно богатство, туку има економски бенефит. Не су против тоа Шара да стане и национален парк. Бидејќи и тоа што викав и порано, дека сите тие туристи, сите тие бара биохрана, ги врзува со населените места горе, со овчарите и со сите други, значи тие да си најдат шаре како да соработуваат со нив и да печалат од туристите. Целата идеја може да се покаже како вин-вин ситуација. Од една страна да се обезбеди поголема заштита на планината, а од друга страна да се намали масовното иселување од овој крај.